Добре, ентузијасти, како што ветивме, денеска ќе поразговараме малку повеќе за Filecoin, кој што е еден од топ 100 проекти кои што веруваме дека се доста добри за овој bear market да бидат акумулирани од ваша страна, посебно со оглед на фактот дека Filecoin представува моментално еден од најдобрите играчи во децентрализираните клауд во оваа ситуација, нели, storage провайдери, односно децентрализирани, барем на македонски би било преведено, децентрализирани како да кажам, децентрализирани овозможувачи на меморија. Значи едноставно можат да ви овозможат да зачувате одредени податоци, без разлика дали станува збор за мал или голем обем на податоци, на децентрализиран начин на блокчейн технологија. Чи тоа е главната цел која што има овој токен. Сега, за да можеме да разговараме за истиот, мораме прво да објасниме што е централизиран и децентрализиран, иако тоа го имаме направено. Значи ние направивме посебно видео за file storage во нашата плейлиста за категории на криптопроекти, но сега ќе мораме да го повториме чисто да знаете која е разликата и да знаете која е предноста на децентрализирани блокчейн storage провайдери и централизирани, како што се во оваа ситуација. Знаете и сами поголемиот дел, верувам дека ги знаете, Dropbox, Amazon, iCloud на Apple, тоа се едни од попознатите, OneDrive, оно кој што највеќе користен, да речем, на самиот Windows, исто тоа ако не слажем и овој Microsoft провайдер, како и да е. Не сум голем корисник, искрено немам потреба од ова, но како и да е, знаете и сами дека ова се најголемите провайдери на централизиран storage, односно централизирана меморија. Со тоа што значи мораме да разграничиме што представува централизирана меморија и зошто е многу битно да едноставно се држиме што можеме подалеку од истата. Значи имаме неколку позитивни и негативни страни во однос со тоа, нели, кога би чувале било што, било каков тип на фајлови на централизирани провайдери како што се овие, тоа што ќе објасниме некој од нив нормално. Значи да не забораваме дека истите се ефикасни, реално да правиме муавет, со тоа што значи disaster recovery е една од позитивните работи затоа што истите ги копираат овие фајлови на многу различни провайдер центри, затоа што они имаат различни центри за storage со цел да имаат бекап заштита на вашите фајлови, затоа што тоа е поентата на зачувувањето, да не мора да се секират, значи они ги чуваат вашите фајлови. Accessibility во оваа ситуација тоа значи дека ќе може да дојдете до нив секогаш кога ви се потребни. Мада ова не е вистина, затоа што accessibility, ако по било која ситуација самиот провайдер, односно во оваа ситуација компанијата нема интернет, нема струја, нешто се случи, автоматски нема да можете, но нели, затоа ќе го спомнеме во следниот дел. Cost effective нема никаква врска ова, значи не се cost effective затоа што се цените на ваквата меморија се директно диригирани од една корпорација. Значи Apple е таа што кажува колку ќе биде цената и крај. И немате овдека избор, немате пазарна економија, едноставно имате еден човек што диригира цена и тоа е тоа. Дали ви се допаѓа, ако не, никому ништо. Така да не се cost effective, тоа е поентата на децентрализираните, нели, провайдери на storage, провайдери на меморија. Scalability, значи единствена scalability која што може да направат е да додадат повеќе storage unit, storage центри. Така да немаат некој голем scalability, единствено зависи од тоа колку може да изградат storage центри, за разлика од децентрализираните каде што постојано се приклучуваат нови storage провайдери кои што се самостојни, кои што не се директно поврзани со самата компанија. Значи ако сака Amazon моментално да отвори поголем storage провайдер, мора да купи своји машини и тие да ги намести во одреден архив и да ги користи. За разлика од тоа, Filecoin може само да додаде нови провайдери. Ќе поразговараме малку подоцна за тоа. Automated backups, кои што може да ги инсталирате на вашиот компјутер, во однос на тоа што го работите, например, да автоматски ви ги зачувува фајловите кои што моментално ги работите. Сега, во целата оваа ситуација има многу disadvantages, односно негативни страни на централизираниот storage, односно централизираната меморија. Lack of control, тоа значи дека вие во ниту еден момент, доколку сте ги предале вашите фајлови на ваков орган, на ваква компанија, немате директна контрола над истите. Односно, овдека имате предадени во случајот фајлови, меморија, што и да сте предали, нели, кои што откако ќе побарате, останува на провајдерот да одлучи дали ќе ви ги врати или не. Да бидеме реални. Иако они постојано ќе ви кажуваат дека вие имате целосна контрола, тоа не е вистина.
Фајловите не се кај вас, вие немате никакви клучови и само провайдерот може да одлучи дали и кога ќе ви ги врати овие фајлови. Не платете за ова, па ќе видите што ќе се случи и дали ќе ви ги вратат. Значи, толку имате контрола. Migration challenges, значи вака. Migration challenges, односно, доколку имате проблем, каде што вие, например, сега сакате да речеме да се промените од iCloud на Amazon, например. А имате, да речем, 3 терабајти на меморија, која што сте складирали на iCloud. Вие едноставно немате 3 терабајти на вашиот компјутер и затоа ви е потребен овој сторич. А ако сакате да го управлете, вие морате ова од iCloud да го симнете на вашиот компјутер, па потоа да го префрлите на Amazon. Вие ако сте имале 3 терабајти, не може да го користите ова. Што значи дека автоматски имате migration challenges, односно вие немате доволно простор за да можете туку така да ги преместите овие работи, а нормално провайдерот доколку го користите тоа што ред, но доколку нема потреба вас или па нема ни да сака да ви помогне во однос на префрлање од еден на друг провайдер. Значи тоа е конкуренција, нормално дека нема да сака. Интернет депендент, како што кажав, и од ваша и од нивна страна. Без интернет вие автоматски не може да дојдете до вашите податоци и тука завршува приказата, значи за ова се уште не најден лек, да бидеме реални. Privacy concerns. Еден од најголемиот проблем е тоа дека имате privacy concerns, односно вели why cloud storage is the future of government. Ај погодете зошто. Затоа што директно владите имаат право да побараат од овие провайдери да влезат во вашите податоци и да ги проверат доколку мислат дека има, да речем, некако криминално дејство. Значи нема тука дали вие сакате или не, никој нема ни да ве извести вас. Сега, само за да ви биде јасно тоа. Дали може провайдерите, значи зборуваме за централизираните компании кои што во случајот ви даваат меморија, дали може да влезат во вашите податоци? Значи да, затоа што најголемите ваков тип на фирми practice redundancy, односно во оваа ситуација она што сакаат да кажете дека го копираат во повеќе пати овој файл и го чуваат на различни центри со цел во случај еден да падне, другите да го имаат во копија. Но во секој случај они го чуваат овој файл дури откако вие ќе го избришете. Затоа што ова е бекап доколку во еден ден, да речем, судска наредба дојде и побара да ги види вашите фајлови, они ќе ги дадат. Значи имајте го тоа предвид. Затоа и ова стои овде. Значи зашто централизираните storage units се уствари иднината на владите. Ете заради тоа. Сега, интересна работа, што сакам исто така да ви ја покажам во однос на ова, пред да завршиме, фикс контракт, односно вие сте со фиксиран договор со кој што, да речем, вашите фајлови ќе бидат зачувани за 1 година. Потоа треба да го продолжите овој договор доколку сакате нешто поинаку. Но, како што кажав, станува збор за централизирани компании кои што директно ви наметнуваат цена. Нема дали вие сакате или не сакате. Да речем, 1 година сте изнајмиле $30 за 100 гигабајти, може да одлучите дека наредната година ќе биде $60 и вие немате тука избор дали сакате или не сакате. Значи, или ви одговара 60 или повлечете си ги вашите фајлови. Се разбираме? Тоа е разликата. Сега, тоа е во однос за централизираните. Уште пред да завршам, многу битна работа е тоа што се многу подложни на хакови. Може да ви кажа што сакаат, но тоа е реалност. Dropbox, hacked. Значи, само нема ни да навлегуваме во тоа како. Значи, чим станува збор дека ваков тип на централизирани провайдери можат да бидат хакирани, тоа значи дека вашите податоци не се сигурни. Каде е овдека проблемот? Проблемот е што станува збор за, како што го велат во one point of failure, односно се е ставено во една компанија. Ако оваа компанија биде хакирана, сите податоци се загрозени. За разлика од тоа, кога станува збор за децентрализиран леџер, значи поделувањето на овие фајлови на различни провайдери и тоа што вие сами ги чувате вашите клучови, а никој друг нема право, дури и некој да ги земе овие податоци, нема да може да ги декриптира. Значи ќе поразговараме сега за тоа малку во следниот дел, но сакам да кажам дека главниот проблем кој што го имаат сите овие компании е one point of failure, односно ако компанијата, односно тоа една точка пропадне, да речем не го заштити вашата меморија, вашите податоци, тоа е тоа, нема кој да ви помогне. Тука завршува се. Тоа значи дека ќе бидат добиени и дека некој ќе може да ги искористи. Сега, Dropbox hacked, Apple iCloud hacked, Amazon hacked и тоа во 2022 во мај, последен пат. Ова треба да ви кажува колку се безбедни.
Значи, да бидеме реални. Од сите паметни има уште попаметни кои што ќе дојдат и ќе направат начин како да ги хакираат овие служби практично. Сега, што е разликата? Значи, ова е тој момент што ние го кажуваме. Traditional shared storage, ова е централизираниот начин на користење на cloud сервиси како што е денес. Односно, пример, кога ги ставите вашите податоци на iCloud, сите се на еден cloud. Тоа е тоа, една компанија, еден начин да ги земете, а тоа е директно преку оваа компанија. Што значи дека one point of failure, тоа што постојано го кажуваме. За разлика од тоа, значи децентрализирани истории, имаме различни начини на кои што вашите фајлови се чуваат на повеќе различни места, на повеќе различни storage провайдери кои што не се поврзани еден со друг. Тоа се или индивидуи или да речем компании кои што нудат storage, да речем имаат голема меморија, односно голем капацитет на меморија кој што може да го понудат на Filecoin. Тоа е разликата, каде што вие фактички сте заштитени од многу повеќе компании кои што имаат копија од вашиот файл, а вашиот файл е енкриптиран за тоа што може само вие да го погледнете. Сега, да објасниме во однос на тој дел, значи како изгледа таа енкрипција за да ви биде многу појасно. Значи, основната енкрипција која што се користи во енкриптирање на вашите фајлови пред да ги дадете на ваков тип на децентрализирани провайдери на меморија се нарекува zero knowledge енкрипција. Односно, значи, вие не давате практично никаков тип на податок на овие провайдери на меморија, односно само вие го имате тој клуч кој што може да ги отвори овие фајлови, а они ги имаат фајловите, се разбираме? Сега, како се прави тоа? Значи, ова е интересен начин како тоа го објасниле наједноставно. Значи, ова е уствари да речем, пример една слика, така. Значи, ова е некоја слика која што вие сакате да ставите кај storage провайдерите. Тоа е последниот дел каде што истите се зачувуваат. Значи, таа слика, redundancy, тоа е вториот чел, каде што истата се копира, значи истата се копира на неколку примерока, кои што потоа се распарчуваат на помали делови кои што се енкриптирани и пратени до различни во оваа ситуација меморија. Значи, овозможувачи на меморија, многу глупо на македонски, затоа и storage провайдери го нарекувам. Значи, знам дека некои од вас ќе биде збунети, но нели, пробајте ова да го сватите затоа што е многу глупо, овозможувач на меморија не може да го користиш како поим. Така да во оваа ситуација што сака да каже авторот? Значи, не само што се копира во неколку примероци, туку истата се разделува и се енкриптира секој од овие делови од ваквиот податок, што значи дека еден storage провайдер можеби ќе има само неколку од овие кои што заедно ја прават сликата која што вас ви е потребна. А ја има во неколку примероци со цел на крајот од денот да имате практично целосна заштита. Односно, само кога вие ќе побарате, овие податоци се враќаат назад, се групираат во една слика и вие доставуваат вас кој што може да ја отклучите со вашиот клуч. Така да автоматски ваквиот zero knowledge proof, каде што вие го имате клучот, е начинот на кој што целосно се заштитени во практично зачувување на вашите податоци. За разлика од тоа, ова овде значи дека директно ги давате вашите податоци и дека се зависи од оваа компанија колку ќе бидете заштитени. Ако она поради било која причина потфрли, автоматски вашите податоци се директно загрозени, што не е случај со децентрализираните провайдери на меморија. Затоа и реков дека многу е подобро кога тоа би го користеле во ваков тип на компании, како што се Filecoin, Arweave и слично. Сега ќе поразговараме малку повеќе нормално за Filecoin. Значи, самиот Filecoin има една многу интересна, да речем, презентација, која што моментално ќе ја погледнеме, дури нешто интересно што досега не сум го направил. Значи, презентацијата ќе оди во бекграунд, а јас ќе ви објаснам како сето тоа изгледа и зошто Filecoin е доста уникатен и најдобар моментално провайдер на онлайн меморија. Ева сега. Значи, може да погледнете во оваа ситуација, значи, како изгледа глобалната мрежа. Со тоа што ова е централизирани провайдери на меморија, каде што, значи, како што може да видите и сам го објаснувам овдека, значи, вие практично сте врзан да го користите овој доколку сте одлучили да го користите и дека не можете да промените ништо друго. Така, значи, мора да бидете со него, ако нема конекција, тоа е тоа. Гледајте како би изгледа мрежата кога станува збор за децентрализирана, значи каде што вие користите оној кој што ви е најблизу и кој што ви е најдостапен во однос на цените кои што ви ги нуди. Така да, во оваа ситуација, значи, без разлика дали вие сакате да користите компанија која што е стационирана во, не знам, Египет, значи може да користите некој што е комплетно до вас, гледате. Значи, буквално, користите оно што ви е најблизу и најбрзо достапен до вас.
и многу едноставно можеле да ги повлечете фајловите назад, како што може да видите во оваа ситуација. Значи буквално станува збор за локално држење на фајловите. Имате луѓе кои што бараат сторич, имате луѓе кои што бараат да добијат награда за зачувување на овие податоци практично. Сега, како се практично зачувуваат овие податоци? Значи кога имате потреба, практично давате понуда во која што вие фактички го испраќате овој податок кој што сакате да го зачувате и се појавуваат различен тип на понуди. Значи гледате, секој од овие ви нуди да речеме за 0,06 файл ќе добиете 300 терабајти. Ги бирате оние кои што ви се најдобри и таму практично го доставувате вашиот файл како што кажавме на овој начин. Откако ќе го доставите, значи практично кога ќе одобрите, практично он го зачува и за тоа со време добива награда. Сега како го прави тоа? Значи за да го направи зачувувањето, истиот мора да го запише ова, значи преку криптографски доказ на самиот файл блокчейн. Односно го запишува ова дека ги примил овие податоци од вас за да ги заштити. И во случајов нормално треба да направи соодветен блок кој што треба да биде одобрен од целата мрежа на Filecoin, затоа што е POS, и на тој начин практично преку време добива награда за зачувување на овие податоци, односно ако рекол 0,06 файл за една година, преку време ги добија овие постепено 0,06 файл. Сега, во оваа интересна ситуација е тоа што станува збор за јавни податоци, односно во случајов доколку сакате на пример да зачувате песна, интересно направена. Значи вие фактички ги зачувувате на едно место, но доколку станува збор за јавно добро, значи истото може да биде расширено на различни провайдери, односно да речем сте ставиле песна која што сакате да ја користите на Web3, значи истото може да биде копирано на различни други провайдери во било кое време. Односно, оној проблем за кој што разговаравме, ако се сеќавате дека доколку сакате да промените од еден на друг, овдека го немате. Зошто? Затоа што овдека може директно од еден на друг провайдер да го преместите вашиот податок. И на тој начин го прави многу по-лесен и многу по-достапен и многу по-заштитен вашиот файл, затоа што го има на различни файл провайдери. А мрежата која што има моментално е огромна. Сега, тоа е на некој начин наједноставно објаснето за тоа како изгледа моментално самиот систем и затоа и сакав да ви го представам. Значи, гледате колку едноставно изгледа кога ќе го погледнете вака, иако не е толку едноставно во позадина, но едноставно е да се свати која е разликата помеѓу централизирани и децентрализирани во кои што сите имаат еднаква улога во оваа мрежа за зачувување на вашите податоци практично. Сега, во однос за зачувањето, дури овдека е ставено, дека станува збор за секаков тип на податоци кои што би сакале да ги зачувате, без разлика дали е, рече гледате имате овдека многу видеа, дали се тоа податоци од апликација, податоци од компанија, јавни датабази, приватни податоци, видео, значи, страни на интернет и слично, со тоа што, значи, овдека дури беше и објаснето, да, само да видам каде беше. Значи беше вака. Значи имаме три различни типови на доказ кои што практично се потребни за сето ова да се реализира. Односно првиот е proof of space time, каде што во било кое време со ваквиот доказ се докажува дека никој не успеал да го декриптира вашиот файл и истиот да го погледне, да го искористи. Proof of replication, каде што буквално имате доказ за тоа колку пати бил копиран. Во оваа ситуација значи станува збор за тоа дека никој не успеал да разбие оваа декрипција, инкрипција и дека никој, значи точно знаете колку реданденција, односно колку фајлови биле ископирани пред истите да бидат доставени до оние network, односно memory провайдери кои што сте ги обране. И the global Filecoin blockchain verifies proof and automatically takes corrective actions when needed. Значи самиот блокчейн, оно што ви кажа постојано, но новите на самиот блокчейн сите овие провайдери со регулирањето, односно одобрувањето на транзакциите, дополнително нудат заштита во случај некој да сака да нападне оваа мрежа, односно да запише лош блок. Значи тоа е стандардниот начин на кој што POS мрежата се заштитува нормално.
Сега, интересно е дури овдека, значи, дадено е прилика интересни големи проекти кои што моментално веќе го користат значи самиот Filecoin, а тоа е целата Википедија моментално е ископирана на Filecoin, OpenStreetMap, односно целата светска мапа со сите, значи збројам онаа Google Map, ако се сеќавате, тоа е еден голем проект во кој што со коли беа сликани сите улици, овдека е зачувана целата оваа мапа. GNOME AD, значи ова е уствари, го прочитав, станува збор за генски секвенции, значи некој огромно истражување, гледате, 71.702 геноми, односно гени се снимени, сега ова е нели нешто небитно за нас искрено. Ова е првата практично онлайн дигитална библиотека со повеќе од 60.000 бесплатни книги, кои што моментално исто така се запишани на Filecoin и може да ги користите. И OpenAQ, ова е некоја, како што прочитав, компанија која што работи со збирање на анализи за квалитетот на воздухот низ времето во сите делови од светот, што е исто така овдека запишано. Че ова е само интересно да видите дека нели има некои интересни податоци кои што ги имаме овде. Сега да погледнеме до каде сме со самиот, значи заборавив за нели основните 6 точки по кои што ги вршиме овие анализи. Значи, првото е апликација и практична примена на коинот, односно дали има и други проекти кои му се конкуренција и дали има апликации од реалниот свет кои може да го заменат. Значи, апликации од реалниот свет постојат, како што кажавме, да, но рековме, значи според нашето споредено досега, на вистина децентрализираните, иако нема перфектен систем, но децентрализираните провайдери на меморија се многу по-практични и ефикасни во однос на централизираните, кажавме многу причини зошто, дали има други проекти кои може да му бидат конкуренција, за тоа ќе разговараме сега, односно во оваа ситуација интернет компјутер не сум сигурен дека директно дава значи меморија, тоа ќе треба да го проверам, но е исто така ставено овде, што значи дека става, но моментално е на прво место со само 100 милиона повеќе, што не е голема разлика, но ако погледнеме Filecoin, ако и погледнеме останатите компании, како што е Arviv, Holo и Siacoin, значи Siacoin, можеме да видиме дека според Market Cap истиот е добри 8 пати повисок, 7 до 8 пати поголем од овие коини по Market Cap, што значи дека на вистина моментално е шампион во оваа категорија и уште еднаш ќе напоменам, интернет компјутер не сум сигурен дека директно работи во оваа сфера, дури не знам зашто го ставиле овдека, но ќе направиме истражување, ќе го провериме ова нормално. Како и да е, Filecoin моментално е апсолутен шампион во оваа категорија според Market Cap, а тоа го кажува и повеќе нели фактот дека на вистина има многу луѓе кои што веруваат во овој коин. Сега, што понатаму? Roadmap во кој стадиум од развојот се наоѓа самиот проект и зрелост на пазарот. Значи, за да го провериме ова, ќе го поразговараме малку повеќе, но сакам прво да се вратам на основите на Filecoin, да погледнеме се што има моментално. Значи, ова исто така би говорело за зрелоста на овој пазар и неговиот капацитет, што е практично и дел од неговиот roadmap. Односно, ова е само податок за тоа колку моментално меморија е искористена и колкав капацитет имаат сите овие провайдери на меморија кои што ги има оваа децентрализирана мрежа. Значи, јас за тоа ќе искористам овдека имаме, значи, за оние кои што се разбираат нормално, за кои што не се разбираат ќе објасниме, значи ова се уствари мерките за меморија, односно нели имате килобајт, па мегабајт, гигабајт, терабајт, петабајт и екзабајт. Со тоа што секој од претходните содржи 1024 юнити во својата вредност, односно нели 1 гигабајт и 1024 мегабајти. Истото продолжува и понатаму, значи 1 терабајт и 1024 гигабајти. Со тоа што моменталниот капацитет, замислете, на Filecoin мрежата е 16,4 екзабајти. Значи екзабајти, така, 16,4 од овие, замислете. А ова е уствари 1024 петабајти, кои што содржа по 1024 терабајти. Замислете колку голема меморија е ова. Со тоа што моменталниот капацитет кој што е потребен за сите клиенти кои што го користат е само 7 петабајти. Значи замислете 7 петабајти, а овдека имаме 16 по 1024 петабајти капацитет. Значи 16 по 1024, а овдека имаме само 7 искористени моментално. Значи може да видите колку голем капацитет има оваа мрежа за практично уште акумулирање на голем број на потатоци. Со тоа што гледаме дека на дневно има повеќе од 2000 нови клиенти,
и нормално моментално има повеќе од 2900 ова се клиенти кои што имаат потреба од големи, значи зачувување на големи практично податоци. Сега, во однос на цените, сакам да покажам како изгледа, но за жал системот на кој што работи моментално пробав нели да видам со тоа што вие мора да ставите нели име, презиме, да ставите која организација, да ставите ваш имејл и нормално да одберете во однос на тоа кога сакате, колку сакате, кога би ги ваделе вашите податоци, че треба да ги одговорите овие основни прашања. И откако ќе направите submit, они ќе ви пратат практично имејл со понуда за тоа кои провайдери моментално ги има и колку истите би коштале. Значи на крајот од денот не верувам дека поголемиот дел од вас би го гледале ово видео за тоа колку за да зачувате нешто, но нели како што можеме во оваа ситуација, само сакам да ви покажам како тоа се прави. Односно го пополнувате овој формулар кој што може да го најдете во, значи ако отидете овде, get started и ќе ви даде практично да пополните овој формулар со цел да зачувате одредени податоци онлайн. Така да ова е како се прави, а потоа на вашиот имејл ќе добиете понуда за тоа нели како практично да ги понатаму зачувате и колку би ве коштало сето тоа, со тоа што значи сите трансакции се плаќаат во Filecoin, вие практично плаќате Filecoin на оние кои што ќе ви ги чуваат податоците, а они добиваат Filecoin како награда за тоа што ќе ги чуваат вашите податоци, додека во исто време ноут провайдерите за запишување на овие трансакции на нели практично дека вие сакате да ги зачувате вашите файлови кај одреден провайдер, добиваат награда за тоа што тоа е практично POS, Proof of Staking, запишување на оваа трансакција на блокчейнот дека вие сте направиле договор со одредено лице да ги запишува овие, да ги зачува овие податоци. Отприлика така изгледа, со тоа што значи активен roadmap постои. Јас значи во однос на roadmapот дури го извадив и овој дел за да можеме да го погледнеме, ќе се вратиме на партнерите. Значи моментално ова е посебен дел за storage провайдерите. Значи вие може доколку имате, дури ако сте само еден човек, а имате да речем огромен капацитет на поименувам 50 терабајти дома, да се понудите самите себе си да бидете storage провайдери со цел да добивате Filecoin назад. Со тоа што ако значи само треба да отидете на provide, значи на Filecoin provide и ќе ви го даде ова како практично опција каде што може да поразговарате и да нели станете провайдер на storage. Значи повеќе од 4000 storage провайдери моментално имаат, со тоа што гледаме дека постојано има, гледате, значи ова беше во четвртина, односно не знам точно, 16 ноември 2022 година, значи моментално се сретнале сите storage провайдери во Filecoin. Значи гледате дека постојано има некој случување каде што многу од луѓето се среќаваат, се надградуваат и гледаме дека ова е во соработка со компании кои што моментално го работат. Значи гледате, значи Filecoin постојано соработува со различни компании од овој сегмент со цел да го подобри овој децентрализиран начин на зачувување на податоци, што е многу добро. Тоа е во однос на провайдери. Значи гледате имате две страни. Едната е оние кои што имаат потреба од storage, другата е оние кои што сакаат да дадат storage на луѓето кои што сакаат да платат за тоа. Така да гледаме дека самиот Filecoin е доста добро организиран и децентрализиран и дека зрелоста на неговиот пазар за разлика од останатите проекти е најголема. Значи тоа го кажува самиот market cap, иако реално е доста нов. Значи станува збор за проект кој што е отприлика 2 до 3 години, да речеме, скоро 3 години на пазарот, уште неколку месеци нормално, со тоа што во целата своја на некој начин значи го имаш оној краток памп до крајот на bull market од 2021 година, со тоа што од тогаш па до сега се уште е во овој надолен паѓачки канал. Значи кога ќе зборуваме зрелост на пазарот, нормално мораме да поразговараме и за техничка анализа, со тоа што ако погледнеме на неделно ниво, можеме да видиме дека моментално конечно излеговме надвор од овој канал, што е уствари потврда за влегување во следниот bull market, но се уште моментално ја ретестираме оваа месечно ниво, каде што ваквиот успешен ретест верувам дека ќе донесе и нов bull market нагоре и само уште на дневно ниво мораме да напоменеме дека моментално ваквиот ретест е исто така направен во овој триаголник кој што моментално се наоѓаме и за жал се наоѓаме под ова месечно ниво, да се надеваме дека истото ќе успее да заврши над него, затоа што се наоѓаме на долната граница на овој триаголник, но ако продолжи биткоин да паѓа, верувам дека ќе имаме и пониска цена од 5
за Filecoin, но тоа е само доколку биткоин конечно не завршил со оваа корекција која што моментално се случува. Нема да разговараме многу повеќе за нели соодветна техничка анализа, тоа ќе го направиме понатаму кога ќе дојде време, но само уште една интересна работа сакам да покажам, значи овој на некој начин коин има потенцијал за од овој момент за добри 100x. Значи моментално цената му е негде околу 5, 5,2, а првата мета над претходниот all-time high му е негде околу 387, втората му е негде околу 611. Што значи дека од овој момент нагоре, доколку успее да го пробие претходниот all-time high, автоматски, значи според самата сабиот Фибоначи, како што можеме да погледнеме, значи има потенцијал дури и за 100x, зависи нормално како ќе се пробие, како ќе се покаже во следниот bull market, се зависи од самиот тим. Нормално нема да разговараме сега моментално за потенцијални мети, само нели основна Фибоначи секвенца сакам да ви покажам што моментално ни покажува. Тоа е се околу техничката анализа. Во однос на активен roadmap, исто така би сакал да спомнам и овој момент, затоа што ова е пак дел од roadmapот и една од па да кажам, единствената вест која што ја најдовме релевантна во последниот период, ова е во претходните 2 месеци, тоест 3 од јануари, каде што Filecoin фундацијата има договор со вселенската, како да ја наречам, вселенска, значи Aerospace Tech Firm. Ова е некоја компанија за вселенско технолошко истражување на Америка, каде што моментално има договор со кој што ќе пратат соодветен сателит, кој што ќе го овој Interplanetary File System, кој што IPFS го користи самиот Filecoin за децентрализирано чување на податоци, ќе биде практично достапен во вселената, односно сите оние сателити и вселенски станици кои што ги имаме моментално, да може да го користат самиот децентрализиран файл систем, за да не мора постојано да зависат од нели практично пренесување на податоците на и од земјата, односно да има поблизок на некој начин файл storage unit. Така да е доста интересна работа и ова е доста голема работа, затоа што е еден од ретките и првите проекти кои што се проширил, да речеме, и во вселената. И сега во кој циклус, нормално знаеме и сами дека станува збор за крајот на bear маркетот, останува да видиме како ќе се движи понатаму. Нормално не е на памп, значи памп добивме до некои 10, сега веќе е корекција, која што пак не можам да ви кажам, ова не е финансиски совет, но јас мислам дека е солидно време за да ја купиме, затоа што ова е ритест на bull market support бендот, кој што доколку заврши позитивно, после нели завршетокот на корекцијата на биткоин, очекувам и овој коин да отиде нагоре со сите останати нормално. И сега нормално треба да се видите дали ви се допаѓа оваа технологија и дали се гледате во ваков тип на технологија како инвеститори. Вести за проектот веќе го разговаравме, кои се партнерства, сега ова е еден од побитните работи кои што го најдов за овој проект. Значи партнерствата се многу добри. Вака сега, дури и самиот по себе има различен тип на storage, значи тоа мислам дека беше овде, ако не се лажам на крајот, каде што да. Значи гледате, да, во зависност од каков тип на податоци имате, значи може да добиете NFT storage, каде што ги чувате вашите NFTs, Web3 storage, multi-chain storage, chain safe storage, гледате, имате различен тип на меморија за различен тип на податоци кои што би можеле да ги чувате потенцијално, што е доста добро. Затоа и во оваа ситуација сакам да спомнам NFT storage, тоа се ствари различен тип на провайдери кои што чуваат различен тип на податоци нормално. Audius, ако се сеќавате, претходно го спомнавме, тоа беше онаа компанија за децентрализирано снимање и пуштање на песни. Revolut е една од ова е DeFi, мада Revolut не е DeFi, Revolut е банка во Ирска, која што се користи доста многу овдека во Малта, че ова е само некој што можам да ги видам. Броусери, Brave и Opera гледам дека го користат нормално. Да видиме дали уште нешто вака попознато. Значи ја верувам дека вас ќе ви бидат и многу попознати некои, јас не се трудам толку многу да ги запамтам овие. Се обидувам, но не се трудам толку да ги запамтам нормално. Сега, гледајте ова. Едни од најголемите моментално универзитети во светот го користат за зачувување. Значи Стенфорд, имаше уште некои интересни кои што ги видев овдека. Дури ако не сажам овдека најдов повеќе кај нив на страната, само да видам каде го видев тоа, ако не сажам беше овде. Да. Значи Беркли, Стенфорд го погледнавме,
има уште некои интересни, OpenSea исто така, да не забораваме, че сега сакам да покажам прво околу школите кои што моментално користат. Сега, ја верувам дека овие research центри, некои повеќе ќе ги знаеме, не сум во тој дел што не можам да кажам. Token Infrastructure, значи Ledger го користи, Ledger е најголемиот провайдер на Cold Wallet, Trust Wallet, еден од најголемите Hot Wallet, MetaMask исто така знаете. Кој е нормално? Да видиме што имаме овдека. Ecosystem Collaboratory, Consensus, знаете дека е еден од оние кои што се дел од ISO 20022, Chainlink, очигледно Ethereum фондацијата, Web3 фондацијата, позната ви Zcash исто така исто доста познат. Менувачници сега овдека нели, тоа е ништо посебно реално, менувачници на сите се партнери. Интересна работа е што и OpenSea, што не можам да го најдем овдека, е дел од меморијата која што имаме овдека, односно OpenSea го користи Filecoin за зачувување на NFT-сот кои што ги имаат на својата платформа. Доста интересно, а OpenSea е една од најголемите, можеби и сега најголема NFT marketplace, децентрализиран. Значи ова е, доколку сакате да го погледнете самиот roadmap, значи на build, овдека може да погледнете се што моментално се случува и тоа дури имаат и директни практично гледате community governance, GitHub, каде што може да ги погледнете сите скрипти кои што моментално се развиваат, документи и прирачници. Значи гледате имате во оваа ситуација на build цел еден дел каде што може да погледнете што се случува понатаму со овој проект и уште една многу битна работа која што за малку ја заборавивме, тоа е што самиот Filecoin не е како останатите коини кои што најчесто ја користат Ethereum Virtual машината за обработка на податоци и нели за смарт контракт компатабилност, туку истиот има развиено своја наречена Filecoin Virtual Machine, која што ја користи за смарт контракти. Односно, на страна на тоа што работи како storage provider, истиот со smart contract capability може да го користи Filecoinот за градење на други проекти и апликации на истиот. Значи, не е само storage provider, туку истиот се обидува да изгради и свој екосистем, со тоа што Filecoin треба да биде нели основниот токен и технологија врз која што ќе се гради овој потенцијален екосистем нормално. Поврзано со кривични судски случаи немаме, значи не можам да кажам дека сум видел нешто. Тип на блокчейн истиот POS, со тоа што ваквиот нели постоењето на Filecoin Virtual машина ни кажува дека самиот е комплетно независен, станува збор за коин кој што има POS, односно Proof of Stake блокчейн со нодови. Сега за ова веќе сме објаснувале многу пати. Тоа е единствениот момент кој што битно да го запаметите, за него дека е POS Proof of Stake блокчейн со своја Filecoin Virtual машина и смарт контракт оспособен. Значи, пак на некој начин вас не ви менја нешто премногу тоа. Сега, во однос на заликата и неговиот токеномија, ова е нешто што мораме да го поразговараме. Значи, гледаме дека истиот е со market cap на второ место, иако би рекол на прво, јас не сум видел до сега интернет компјутер да се занимава исклучиво со меморија. Со тоа што самиот Filecoin, една од негативните работи кои што видов е дека само 25% отприлика од коините кои што ги има во циркулација се пуштени во циркулација, додека добри 70-75% од истите се уште не се отклучени. Со тоа што ова е страната која што ќе користиме од сега па натаму за отклучување и вестинг период, каде што истата се нарекува token.unlocks.app и може да ги најдете сите коини кои што имаат ваков вестинг период, каде што нели се отклучуваат постепено коини, со тоа што гледаме дека целосно треба да биде отклучен негде во 2037 година. Сега, отклучувањето, значи гледаме дека првенствено не е коини кои што се дадени да речем на одредени луѓе, па истите треба да ги добијат, туку станува збор за коини кои што се ставени за минтинг, значи гледате 39%,
и 17, ова е заедно, со тоа што нели ова е малку повеќе на страната на провайдерите и нодовите, и майнинг резерви 15%. Значи во оваа ситуација, майнинг резервите практично би биле делот за POS стейкингот, кој што ги добиваат со цел запишување на наградите, додека минтинг би било практично зачувувањето на самите токени, претпоставувам. Значи не сум толку уходен во сето ова е на некој начин моја претпоставка. Што значи дека поголемиот дел од овие токени кои што не се отклучени, а ќе се отклучуваат постепено, како што можеме да видиме, значи тоа е оваа црвена и овие две светли, значи майнинг гледаме дека е целосно отклучен и верувам дека тоа е уствари оно што постојано се транспортира еден на друг за физ, додека минтинг е оно што претпоставувам го даваат за зачувувањето, како што можем да видиме овде, додека на тимот има многу мал дел. Значи тоа ми се допаѓа многу. Protocol Labs и Foundation заедно има негде околу 16% и тимот има негде околу 5%. Тоа се заедно околу 20-21%, што е многу мал процент за вака добар проект на самиот тим и на фондацијата. Фондацијата знаеме дека ги користи овие коини за да го развие проектот и понатаму да развие технологијата. Додека останатите можеме да видиме дека се или на фандрейзер, значи некојаш се давани практично за да може да соберат пари за да може да го развијат овој проект, додека останатите гледаме дека се за самото функционирање на коинус. Значи дека не е на пример ова вестинг период на early adopters и вие да треба да изгубите нели многу пари заради тоа, и гледаме дека не станува збор за брзо отклучување, туку гледаме дека целосното отклучување треба да трае некои 10 години од сега. Што значи дека значи нема да имате толку брзо отклучување на пазарот и дампање со цел да изгубите профитот кој што сте го направиле со држење на овој коин, што е доста добра работа. И дури ако погледнеме во топ 100 волети кои што моментално го чуваат, верувам дека овие почетниве што ги гледаме овдека се уствари дел од овие волети кои што моментално се користат за минтинг. Значи гледате вие baseline simple minting, кој што рековме дека заедно посетува, сега ќе видиме. Значи, baseline и simple minting заедно поседуваат негде околу 1 билион и 100 милиони. Така ќе дојде негде опрлика. Со тоа што овде како погледнеме, значи опрлика ни одговара. Значи 8 и 2, тоа е 1 билион и 100 милиони. Тоа значи дека ова се тие два волети, кои што овдека се baseline и simple minting, кои што се користат за работа на самиот Filecoin, што значи дека овие не може да направат дамп, затоа што гледаме дека имаме вестинг период кој што ќе трае повеќе од 10 години, 14 години. Така да, овие два волети не може да направат дамп. Додека останатите можеме да видиме дека само имаме првите три кои што се по 3 и 2, останатите се 1%. Така да нема некој голема количина на овие коини за да може да направи дамп на пазарот, што е доста добар момент. И тоа е на некој начин делот околу децентрализацијата, гледаме дека е сосема децентрализиран и гледаме дека начинот на работа на самиот коин до сега покажавме дека е децентрализиран затоа што зависи од многу голем број на провайдери на оваа услуга. Залихата на тимот е мала, тоа е уште една од оние работи кои што требаше да ги провериме и нормално најголемите новчаници тоа го проверивме. Така да генерално тоа е се што имаме да кажеме за Filecoin, е доста иновативен начин на кој што се дава начин како да се како опција надвор од централизираните провайдери на меморија и гледаме дека е доста интересен проект кој што е на самиот почеток, значи неговата историја е доста мала и гледаме дека има уште голем потенцијал за во следниот bull market. Со тоа што од овој момент до претходниот all time high ви имате, значи еве само да погледнеме како би изгледало доколку успее да го помине претходниот all time high, значи би имале негде околу 4700% профит ако успееме да го преминеме претходниот all time high. Така да тоа е огромен профит затоа што овој значи самиот маркет кап кој што го има овој проект е доста мал, значи станува збор за 2,2 билиона, што е доста мал маркет кап и затоа и велам дека имаме потенцијално добар момент за профит во овој коин. Истиот е ставен и кај нас на радар, но знаете дека не може да купите се обидуваме да купиме што можеме повеќе, но по друга страна не е само да ги купите сите овие коини, треба да имате и значителна сума на истите инвестирано со цел кога истите ќе пораснат во процент да имате и солиден профит. Значи не може да ставите на сите по $10 и да се надевате дека ќе станете милионер, за жал. Но како и да е, ова е еден од најдобрите проекти кои што ги имаме видено до сега. Има многу добар потенцијал, гледаме дека во однос на партнерствата е солиден, значи има
многу голем број на компании кои што го користат од една или друга причина и се надеваме дека истиот ќе продолжи и понатаму нели да го прави она што го прави најдобро, така да се надеваме дека ќе успееме да инвестираме во истиот додека е доста рано, затоа што нели се обидуваме што можеме подобри проекти да земеме во предвид. Ово е исто така еден од тие, значи гледате кога станува збор за коини кои што сакаме да инвестираме, секогаш ве известуваме. Сега дали ќе успееме и кога, останува да видиме наскоро, но тоа е се што имаме да кажеме за овој проект. Се надевам дека ви се допадна како и секогаш ова што го работиме за вас и нормално се гледаме во текот на утрешниот ден со вестите. Пред да завршам, како и секогаш, единствена мала работа која што барам од вас е, за жал морам да бидам класичен јутубер, затоа што залудно е да се работи на сето ова доколку едноставно некој не го шерне или не го сподели со останати други луѓе кои што сакаат да научат многу повеќе за криптопазарот. Така да од вас зависиме со цел да се расшири оваа бесплатна материја, на што повеќе луѓе, со цел да едноставно и македонскиот народ има шанса да научи нешто повеќе и порано во овој бул маркет пред да биде касно кога ќе дојде вистинскиот профит. Така да ви благодарам за секоја соработка досега, ви благодарам за поддршката и уште еднаш ви благодарам доколку одлучите дека нашиот материјал е доволно добар за да го споделите со оние кои што сакаат да научат нешто повеќе за истиот. Имајте добар ден, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.